Ние се боревме за Македонија. Во 2001 немаше партии. Кога се боревме и останавме, ние ја сакаме Македонија и сега затоа не сакаме да не третираат како на една или на друга партија политички. Ние сме од сите. Ние сме бранители на Македонија и си вараме нашите права што нас не следуваат. Не сакаме ништо повеќе од тоа. Сакаме да бидеме едноставно да не третираат достоинствено. Значи имаме една држава Македонија, немаме две држави. Македонските бранители од 2001 во 2023 го допреа дното, сметаат дека се омаловажувани од актуелната власт, си ги бараат правата поради жртвата што ја дале за својата држава, но се жалат дека нема слух кај надлежните. Моменталната состојба на бранителите е, да не речам, на дното. И омалажувачка според во сето општество. Да се сочиме со здравствените проблеми што ги има. Лани почина бранител во Прилепската болница, значи на клуп. Од тотална негрижа. Меѓу бранителите има и луѓе кои поради војниот конфликт останали инвалиди и тие се жалат дека немаат државна помош, иако сметаат дека ја заслужуваат. Јас, као војен инвалид, немам добиено ништо. Имам една минимална војна инвалиднина од 6700, а терапијата што ја примам, терапијата мене ме кошта некаде околу 5000. Со поминатото време го изгубив слухот. Видот го имам изгубен. Исто немаме никаква поддршка од инвалидскиот дом, од председателот на инвалидски дом. Он располага некаде со 300-400 канцеларии, со станови, со коли, со одморалишта, кај што ние немаме никаков пристап да доеме. Инаку директорот на ЦУК и председател на партијата Достоинство Стојанче Ангелов предложи закон околу 10 семејства на бранителите да добијат по 70.000 евра од државата, но тие бараат подеднакво да бидат третирани сите од државата која ја бранеа.